Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Зошто требаше да помине една година од првиот аларм во јавноста за постоењето група на Телеграм на која се споделуваат порнографски материјали, па дури детска порнографија за надлежните органи да почнат да действуваат? Ке има ли одговорност за оние што сториле кривични дела во јавна соба, а пред тоа и колку е лесно или тешко администраторите и учесниците во групата да се доведат во врска со некое кривично дело? Можно ли е залекување на последиците кај жртвите и како? Петрит Сарачини денеска пишува: човечкиот, емотивниот и моралниот трулеж на јавна соба е за жал само врвот на гнилата санта. Таа е само видлив симптом и резултат на новиот морален код во кој со години се инвестираше. Справувањето со последиците не го решава проблемот со целата санта. Во секоја област од нашето живење имаме јавни соби. Или ќе го решиме проблемот како општество, како денес, со одлучна акција, или да очекуваме животот и општеството се повеќе да ни стануваат јавна соба, вели Сарачини. Дебатата на оваа тема во која ќе учествуваат една девојка жртва, представник на МВР и представници на граѓанскиот сектор, почнува по паузата за реклами. Гледате 360 степени. В среда, на 3 февруари, во организација на Платформата за родова еднаквост ќе се случи протестен марш за поддршка на жртвите на групата Јавна соба. Маршот е закажан во 14:30, треба да почне од Министерството за внатрешни работи и да заврши пред јавното обвинителство. Дали се точни овие информации, дали се коректни, ја прашува Мирена Цветковиќ, извршен директор на коалиција Маргини, и Уранија Пировска, извршна директорка на Хелсиншкиот комитет, и двете организации се дел од Платформата за родова еднаквост. Добро вечер, добро дојдовте, повелете. Добро вечер, Васко. Да, во среда во 14 часот ќе се одржи или 14:30 часот ќе се одржи протестниот марш кој што започнува од Министерството за внатрешни работи, а завршува пред основното јавно обвинителство, токму со цел на разбудување на овие две клучни институции за справувањето со проблемот на јавна соба, но и генерално сексуалното насилство и вознемирување во нашата држава. Пировска, тоа значи дека не сте задоволни од ова што го гледаме вчера и денеска пред се од МВР? Видете вака, ние не сме задоволни заради тоа што видовме што се случи лани. И тогаш дигнавме врева и тогаш добивме као информации дека се затворила групата, дека не функционира, па можеби некои лица и беа викнати на разговор. Меѓутоа гледаме дека всушност ништо не се случило и затоа овој пат не сакаме да оставиме само така, односно да поминеме со неколкумина приведени, напротив, сакаме да навистина да ставиме до знаење дека мора да се смени моделот на однесување кога станува збор за насилството што жените секојдневно го трпат, а знаете како, и од страна на Министерството за внатрешни работи, па и од страна на основното јавно обвинителство, реално не се преземале сите мерки кои што можеле да се преземат уште лани кога започна, да речам, случајот. За некоја минута ќе го имаме и помошник министарот за односи со јавност во МВР Тони Ангеловски, ќе имаме шанса да му поставиме дел од овие прашања, а претходно на видео врска ја имаме Ана, една од девојките жртви која имаше храброст јавно да излезе и да проговори за своето искуство и да упати порака до другите жртви во групата. Благодарам, Ана, што сте дел од 360 степени. Дали ви значи нешто ова постапување на Министерството за внатрешни работи вчера и денеска? Па вака, прво здраво на сите, да ги поздравам сите што се нели таму во студио и благодарам на поканата. Да одговорам на вашето прашање, за мене има значење тоа, затоа што некако многу брзо се придвижија работите откако јас го објавив видеото и јас сакав со самото видео да изјавам дека јас и уште многу други луѓе сигурно сме спремни за промени на подобро во ово општество и јас мислам дека прв чекор е чекор, односно затворање на таа јавна соба и приведувањето на тие лица, нели? Нормално во таа група имало многу други луѓе и не само учесниците во таа група, него и многу други луѓе кои што имаат такви размислувања и такви сваќања кои што не тераат нас како општество да стоиме во место и да не идеме нигде напред. Така да за мене има значење, меѓутоа како што кажав, тоа е поидовна точка.
Сега тек доправа ние ќе продолжиме со ова да се движиме за да го се постигне целта, а тоа е секој човек да размисли како треба во иднина да се однесува, за да може да го постигнеме тоа што сите го бараме, што го гледаме во другите држави, а ние го немаме. Значи, таа подобна точка... Покрај медиумите ви пристапуваат ли и други обични луѓе овие денови? Што се нивните реакции? Да, значи, јас сум ептен пријатно изненадена, мислам воодушевена сум, немам ни зборови да го објаснам тоа колку многу луѓе стапија во контакт со мене на Инстаграм, на Месенџер, на Фејсбук, нели, тие апликации што ги користам, значи луѓе од Македонија и надвор од Македонија што живеат и во Америка и низ државите во Европа, значи многу луѓе стапија во контакт, ми упатија прекрасни зборови за поддршка, што искрено за мене имаше многу големо значење и тука уште повеќе се мотивирав затоа што гледам дека во многу голем број се луѓето на кои што има доста од ваквите случувања. Дали може би од МВР ве побара? Не. Вие во во таа текот на ваша... вчерашниот ден Да, во текот на вчерашниот ден јас добивав повици на мојот мобилен телефон, меѓутоа како што изјавив на видеото, јас не одговарам на непознатите броеви што ми звонат, така што секој еден што пробал да ме добие ради некоја друга работа, ми пишал порака дека станува збор, не знам, за дали психолог, дали адвокат или така натаму, па нели да стапиме во контакт или некој мој пријател што го немам неговиот број запишано. Иначе на повиците каде што не добив порака да знам кој јас не одговорам. Ова може така би може да биде знаат, порака и до МВР или евентуално некој од обвинителството, ако навистина смета дека треба да ве побара, дека треба на ваков начин да ви пристапи. Ве прашав дали ве побара од МВР затоа што во таа ваша изјава имаше еден дел во кој што вие сведочите за тоа дека сте биле во одделот за сајбер криминал во МВР, меѓутоа дека сте се разочарале од одговорот дека сте полнолетна и во таа смисла тие не можат ништо да ви помогнат. Да, точно. Значи, тоа што го кажа во видеото е точно. Мислам, јас отидов таму, како да кажам, луѓето таму беа најфини и најкоректни спрема мене. Ми објаснија ситуацијата, се присетија на минатата година дека имало исто јавна соба и така натаму, и нели све што се случувало и кога имало пријави и така натаму, меѓутоа биле поголемиот дел малолетни лица и сега доаѓам јас со моите 28 години, го пријавувам тоа истото и тие викаат дека нема закон во држава за такво нешто и дека тие за жал се со врзани раце и дека може да ме посоветуваат на приватен план да направам јас нешто за да го решам тоа со адвокати. Меѓутоа не е тоа целта што јас сакав да ја постигнам. Јас се обратив до државата затоа што сметам дека треба да имам заштита од државата како граѓанин на оваа држава, така? Да. Ана, да ве прашам, ќе бидете на протестот в среда? Да, на протестниот марш, се извинувам. Да, секако ќе бидам таму. Стапив во контакт веќе, така да ме исконтактира една девојка, меѓутоа се уште не сме се слушнале околу детали, но секако ќе бидам, да. Добро, ви благодарам. Ве фативме во една пауза меѓу две работни обврски. Ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Ви честитам на одлучноста и на храброста и ве повикувам и да ја продолжите оваа битка. Имате сојузници во ова општество, очигледно е овие денови. Ви благодарам и вам. Благодарам уште еднаш. Пред да го вклучиме помошник министерот од МВР за односи со јавност, Тони Ангеловски, помалку исто така на радио, на видео врска се извинувам. Рековте, Пировска, протестниот марш го правите едноставно затоа што не сте задоволни од тоа како МВР се однесуваше и обвинителството. Таму е се уште во предистрага тој предметот пред една година во овој меѓу период и вие имате слични забелешки на адреса на институциите. Точно. Она што во последниве денови поминав доста часови во разговор со над 20-30 девојки кои што се дел од јавна соба и кои што еден значителен дел од нив отишле во полициска станица да го пријават
Токму за учеството на оваа емисија направив еден преглед кои се оние заеднички работи кои што ги доживеале сите девојки кои што отишле во полиција. Едно е... Сите се дел од Јавна истата група? Да, од јавна соба. И од Гевгелија хаб, исто така, една локална варијанта на јавна соба. Така што во сите случаи полицијата за жал не постапила согласно закон и коректно. Значи, во еден дел од случаите се кажува дека интернетот не може да се контролира и дека полицијата нема ингеренции врз интернетот, што е неточно. Второ, дека полнолетните не се дел од законската заштита, што исто така е неточно. Следен некој заедничко искуство е дека ако ти била јавна сликата, тогаш не станува збор за кривично дело, исто така е неточен факт. Ако не ти барал пари, тогаш нема кривично дело, односно кривично дело би имало само доколку девојките биле парично уценети или барање за други добри услуги. Понатаму прашања, дали ти е целта ти нему да му земеш пари, дали ти е целта да станеш славна, или па еден грижлив поглед на почетокот, ах бе девојче што си се сликала. Ниту една од девојките нема позитивен пример или искуство со полицијата. Тони Ангеловски, портпарол на МВР или помошник на министерот за односи со јавност, треба да го имаме на видео врска. Тони, добре дојде во 360 степени. Полицијата добива прозивки овие денови на своја адреса. Прво сакам да ве прашам, до каде стигна, ако може да ја наречеме оваа акција или постапувањето на полицијата овие денови во овој момент додека ја снимаме емисијата, што е некаков сумарум? Најпрвен поздрав до вас и до вашите гледачи. Она што можам да го кажеме дека полицијата во координација со јавното обвинителство презема соодветни мерки и активности за расчистување на овој случај и како што веќе информиравме досега, имаме 4 лица кои што се приведени во врска со овој случај. Се работи на документирање на овој случај, пошто ќе следат соодветни пријави до обвинителството, а се разбира работиме на детектирање и на приведување на други лица кои што се инволвирани во овој случај со цел целосно расчистување. Се разбира, како што веќе знаете, јавна соба е затворена, но има отворено друга група. Работиме на детектирање на членовите и на таа група и соодветно да го санкционираме и ова однесување. Ангеловски, според сознанијата на полицијата, станува збор за една нова група создадена по затворањето на ова или станува збор за група која што постоела веќе подолго време? Видете, ова сега имаме појава на трансфер на овие членови од една група во друга. Имаме таква група и со членови од Србија, каде што сега работиме на детектирање на сите овие членови и соодветно санкционирање. Мене ме интересира колку лесно или тешко ќе биде да се доведат во врска со конкретно кривично дело, луѓето кои што ги имате уапсено, па и другите учесници и администраторите на групата. Видете, зависи од тоа кој како се однесол и што постапувал, нели? Доколку постирал содржина например со порнографски материјал, со каде што имаме и малолетнички, имаме нели разли видови на кривични дела, соодветно на тоа ќе биде и кривичната пријава. Не се сите членови со исто кривично дело, се разбира. Добро, предпоставам дека имавте шанса да слушнете Ирена Цветковиќ од коалицијата Маргини пренесе искуство на рече 20 девојки жртви во јавна соба кои што се обратиле до полицијата и според нивното сведочење сите на некој начин добиле негативен одговор во смисла на тоа дека понатаму не може да се постапува. Слично сведочење имаше и девојката Ана која што истапи јавно и лично да зборува за своето искуство. Дали се проверуваат овие информации во рамките на Министерството за внатрешни работи и зошто сега слушаме ваши повици да пријавуваат жртвите? Од друга страна има сведочења дека тие што се обиделе да пријават на некој начин биле одбиени.
Така, јас од технички причини не успеав да слушнам што е кажано, но во минатите денови имав можност да видам, да го видам сведочењето на господјицата од Кавадарци. Вака, се разбира доколку има било какво неправилно постапување од полициски службеник. Ние ќе го санкционираме, ние ги проверуваме сите овие. Доколку има пријава до внатрешната контрола, но и еве вакви некои јавни настани, кога имаме јавен настап, кога ќе каже некој дека е незадоволен од полициското постапување, сето тоа го проверуваме. По комплетно завршената проверка ќе се утврди дали има несоодветно постапување и доколку се утврди, се разбира не само за овој пример, за било кое полициско постапување. Доколку се утврди такво непостапување или несоодветно постапување, тогаш ќе се санкционира. Но јас би апелирал да говориме и со докази. Значи, да не се расфрламе со обвинувања за 20-30 девојки доколку немаме за тоа докази. Се разбира, ќе повторам, доколку има несоодветно постапување, соодветно ќе биде санкционирано. Но полицијата прими многу овакви пријави, добивме многу информации, добивме сознанија и од ваши колеги новинари кои што ни помагаат на некој начин во ова разрешување на овој случај. Било каква информација што може да помогне во расчистувањето, на нас ни е добродојдена. Токму поради тоа и јас постојано апелирам, веројатно ме следите во медиумите претходните денови, нас ни се потребни сите информации, затоа што овој случај е малку специфичен, бидејќи немаме соработка од платформата Телеграм. Тие постапија околу кинувањето на групата, но околу поддршката за документирање на кривичните дела, се уште од таму немаме одговор. Затоа работиме со нашите мерки и активности кои што ни стојат на располагање и оттаму секоја информација ни е добродојдена и може да ни помогне во расчистувањето на ова кривично дело. Дали ќе дозволите Пировска и Цветковиќ, само кратко, знам дека имате обврски, само кратко да речеме да имаме еден дебатен сегмент, па ќе ве ослободиме. Дали ќе направите никаква истрага по однос на ова што се спомена, односно дека многу од девојките пријавиле, меѓутоа не наишле на соодветен однос? Значи, пред да се препратат, ќе треба да се идентификуваат полициските службеници кои што ја примиле пријавата, па понатаму тоа да се процесуира до секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди. Апсолутно. Ако ме слушавте кога говорев, значи... Јас ве слушнав, меѓутоа, вие рековте дека не сакате да зборувате за обвинување, дека треба да има докази. Не. Значи, ние можеме исто така да ви доставиме писмени пријави кои што биле поднесени од страна на девојките, дали ќе ги земете во предвид, за да ги идентификувате полициските службеници. Значи, вака сега, дали не сте ме разбрали добро или јас не сум бил доволно јасен, не е битно. Значи, било каква реакција и поднесок до внатрешна контрола и јавен настап, за нас е аларм да го провериме тој случај и ние ги проверуваме. Откако ќе се утврдат секој полициски службеник, кога вие ќе дојдете во полициска станица и ќе имате контакт со полицискиот службеник, тој составува службен материјал. Значи, тоа мора да остави писмен доказ. Се прават сите тие проверки и се разбира, доколку се утврди било какво погрешно постапување или не постапување, а требало да се постапи, апсолутно дека ќе има санкција. Значи, ние наназад и во јавноста постојано афирмираме кога казнуваме полициски службеници кои што постапиле несоодветно. Се разбира, ние сме институција со илјадници вработени и доколку се утврди грешка, таа нормално ќе биде санкционирана. Добро, Ангеловски, благодарам што учествувавте во 360 степени. Ќе ги чекаме, се разбира, дополнителните информации овие денови од ова што ќе произлезе како резултат од действувањето на полицијата во соработка со јавното обвинителство. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Цветковиќ, вас ќе ве прашам, дали мислите дека може да биде проблем доведувањето во врска на овие луѓе со конкретни кривични дела? Во која смисла проблем?
Па не знам дали ќе се соберат доволно докази, да речеме, Па тука го гледам проблемот. Токму за мене е многу страшно тоа што го сега во моментот го зборуваше портпаролот на Министерството за внатрешни работи. И тоа често се случува. Кој да собере докази? Жртвите? Ние, јас и Уранија или полицијата? Чива обврска е да собира докази и да работи истрага? Ама еве ќе ви кажам конкретно случајот со Гевгелија Хап, кој што ние го застапуваме. Девојките успеа и да ги достават, да ги соберат и достават доказите. Точно да го посочат човекот кој што го извршил кривичното дело врз нив и во јули е тоа завршено. Од јули до ден денес предметот стои во обвинителство, немаме никакво известување. Значи, дури и кога влегле во работа што не е нивна, исходот бил таков. Уште нешто би рекла. Ние имаме трул систем. Трулиот систем не може самиот да го решава својот проблем. Разните механизми кои што ги раскажа представникот на МВР би функционирале доколку функционира системот во моментот. Нас не треба системска револуција, не хајка по Facebook, туку системска револуција. Во смисла на буквално реформа идеолошка и вредносна од внатре на таа институција. Ние овде не зборуваме за изолирани случаи, ние зборуваме за 100% од пријавите кои што стигнале до нас дека биле вака решени. Ова не е еден полицаец. Сакате да кажете дека не се сензибилизирани во МВР? И многу кратко го гледаат проблемот. Они се борат со Телеграм, а не се борат со насилниците во Македонија. Видете, ова што го кажуваш за доведување на кривичното дело со сторителот во врска. Значи, истиот проблем го имаме и за говорот на омраза. Значи, имаме илјадници случаи, многу кривични пријави, не се процесуираат. Истото се случува сега и со јавна соба. Меѓутоа, видите, тоа не е наш проблем. Ние не треба да го најдеме начинот како да го докажеме кривичното дело. Јас, навистина, најголемиот проблем го гледам во јавното обвинителство. Ние и минатата година, кога се обративме до Министерството за внатрешни работи, со материјали прибавени од жртвите од јавна соба, после некое време добивме известување дека Министерството за внатрешни работи го процесуирало предметот во основното јавно обвинителство. И таму све застанува. И секогаш така се случува и со нашите пријави за говор на омраза. Значи, невозможно е толку време да се судруваме со вакви феномени и да не се најде начин како да се справиш, да го докажеш кривичното дело и да ги санкционираш сторителите. Еве сега едно од нашите барања на протестниот марш исто така ќе биде и да се дополни кривичниот законник. Тоа сакав и да прашам дека сепак имате иницијатива за дополнување на кривичниот законник со ново дело. Сексуално вознемирување на интернет. Добро. Тоа не постои моментално. И тоа е многу важно, нема збор. Меѓутоа, не значи дека со сегашната регулатива не можат да докажат кривично дело. На крајот на криштата, јас во неколку наврати сум предложила, дајте луѓе да седнеме, да направиме една дебата, обвинителство, ние кои што работиме на тие случаи. Па објаснете ни што е проблемот, што не можете да ги процесуирате случаите. Сето ова што се случува, ни се случува поради феноменот на неказнивост на овие на сторителите на вакви кривични дела. И уште нешто сакав да речам, исказот, односно изјавата на помошникот министер за внатрешни работи само го докажува тоа што го кажа и девојката кога пријавила. Повторно се прави, се зборува за малолетнички, идеме како се малолетнички, онда е кривично дело, ако не се малолетнички, можеби не зборуваме за кривично дело. Значи, гледате дека едноставно нема сенс кога станува збор за каков било вид на наследство врз жените. Ние со истиот менталитет се судруваме кога жените одат да пријавуваат и родово базирано наследство, семено наследство. Или е тоа приватна работа, бидејќи мажот ја тепа, ако е исто така силување од страна на брачниот партнер, па нема зашто да се обрекаш, тоа е нормално, тоа е помеѓу тебе и твојот сопруг, тоа е приватна работа. Ние сме разговарале за ова со Министерството за внатрешни работи. Наидуваме на слух кај одредени, да речам, повисоки полициски службеници кои што и се оние кои што водат сметка да се спроведат соодветни обуки на полициските службеници. Едноставно се продолжува во истиот манир. Јас не зборувам за сите полициски службеници. Меѓутоа, се уште има такви кои што ете на ваков случај ќе му придат на таков индолентен начин, едноставно
Ке речат, ама немаме нешто тука да направиме. И затоа после ќе ни се случат фемициди, убиства на жени од страна на нивните партнери, во кои морам да истакнам дека во голем дел станувало збори за полициски службеници или армиски се службеници исто така, претпоставам, значи носители на службено оружје. И тука постои таа субкултура да се покриваат меѓу себе колегите, па нема да се процесуира затоа што тој е исто така полицаец, нема да се оди понатаму, мора да се прекине со овие практики. И ние затоа и ќе го направиме овој протестен марш, ние не сметаме дека е несоодветна реакцијата вчерашна на институциите. Океј е тоа, меѓутоа, што ни дава нас гаранција дека повторно нема да се стави во фиока предметот, сега ќе се затвори групата, ќе бидат приведени 5-10 луѓе, мора да се најде решение, да не се случува и во континуитет да се санкционираат тие кои што овие дела ги сторуваат. Дали сепак ова бара и малку подлабок пристап, општествен пристап? Читавме, слушавме психолози овие денови кои што зборуваат за потребата сепак од длабоки коренити промени во образованието, во формалното образование на девојчињата и момчињата во уште од основното училиште. Апсолутно. Она што е факт и реалност и за нас и за нашите млади е дека ние живееме во една култура на насилство, односно култура која го нормализира и толерира насилството, сваќајќи го како еден нормален дел од истата. Но особено што фокусот на јавноста е секогаш кога станува збор за тешки форми на физичко насилство. Овие други форми на насилството и злоставувачот својата жртва може да ја злоставува на еден или на повеќе начини, и психички, и физички, и психолошки, и економски, и сексуално. Овие други форми на насилство се оние кои што се одомакинети во нашата култура и тој еден длабок потрес, значи влегување токму преку системските канали, меѓу кои образованието, тука секако и културата, и медиумите и така натаму, но образованието е многу важно. И оно што сакам да го кажам е, и актуелна е дебатата за реформата во образованието, и многу ми е драго што во новата концепција овие работи се земени предвид. Не само внесувањето на сеопфатното сексуално образование, кое што за жал ќе оди само во 4 пилот училишта и како изборен предмет, но и целата концепција разбира потребата од зајакнување на капацитетите, знаењата, па и вештините кај младите за превенција, но и за заштита од овој тип на насилство. Можам да ви кажам еден пример од Скопско училиште. Момчињата од средно училиште направиле иста таква група на Вибер и споделувале слики кои што тие ги имаат од девојчињата во класот или во генерацијата. Немајќи како да се справат девојчињата, отвориле друга таква група каде што се собрале девојчиња па ги споделувале исти такви слики кои што момчињата им праќале. Тоа е во моментот единственото решение кое што го имаат децата. На насилство да се одговори со насилство. Системското решение ќе ги сузбие двете овие активности. Ниту едното, ниту другото се адекватни. Не сакам да прескокнам еден аспект кој што е присутен овие денови, а тоа се коментарите во стилот кој ме крив, сами се видовни, сами се сликале провокативно и се објавувале и така натаму. Што велите вие на тој тип на коментари? Па тоа е оној момент кој што најчесто ги обесхрабрува жртвите. Едното е недовербата во институциите, друго е осудата од страна на јавноста. Ние се сретнуваме со тие коментари, ние ги бележиме заради тоа што тоа зборува и за нивото, за степенот на развој на ова општество, на демократското разбирање на работите. Апсолутно секогаш се судруваме со истото. Доколку се појави разгулена фотографија, таа се најде на одреден социјален медиум, наидуваме на, да речем, родово базиран говор на омраза, секогаш осудата е за жената. Зошто се појавила, зошто објавила фотографија, никогаш не се размислува за тоа дека едноставно се работи за лично право, нешто на што не може да се никако да се оправда понатаму, дека треба да предизвика кривично дело. Бидејќи ова во јавна соба што се случува е кривично дело. Пировска, а присутен е феноменот во кој што одредени
Па добро, не само девојки, и мажи тоа навистина целно го прават. Видете се, тоа би било шпекулација од моја страна. И да има такво нешто, некој да го прави тоа целно, кога се случува кривично дело, не може да се занемари. Значи, фактот дека станува збор за кривично дело. Значи, може некој намерно да објави таква фотографија. Но што станува кога, еве, луѓето во таква една група? Ке почнат на таа жена да ја пишуваат приватни пораки. Сексуално значи да ја вознемируваат. Тоа не е кривично дело. Еве, не на интернетот да речеме. Меѓутоа, сепак на некој начин на таа жена и се нарушува приватноста. На некој начин таа доживува одредена психолошка травма. Не би можела да шпекулирам сега за таквите случаи на намерно објавување на фотографии за да се привлече внимание. Цветковиќ, вие може би сакавте да коментирате? Сакам да кажам дека просто не постои. Никој намерно не сака да се подлегне на насилство. Дури и кога објавува некоја девојка своја фотографија, го објавувам на својот профил. И тоа е моја фотографија, тоа е моја информација која давам јас на одреден број луѓе за кои што јас сум решила. Вадењето од контекст на таа фотографија, ширењето, поуштеставање и во контекст на реклама, со оставање и телефонски број е и такако кривично дело. Вие сведочевте за контакти со, рековте, 20 девојки жртви, сите во оваа група и во Гевгелија Хап или веќе како се вика. Што беше вашата порака до нив? Оно што е многу важно е да се остават девојките сами да го следат своето темпо, да прозборат јавно кога тие сами ќе почувствуваат дека се спремни. Нашата и мојата порака беше дека сум тука за нив, ако треба заедно да одиме во полициска станица, да им дадам поддршка, да ги уверам дека јавноста, и тоа е многу важно за девојките, дека јавноста стои на нивна страна. Особено им е важно тоа што женската солидарност, многу им е важно други жени да покажат солидарност и она што го кажав кај на одреден број девојки во случаи каде што имаше, да речам, доволно силина да се започне кривична постапка, да влезат без страф во истата. Им треба правна помош? Да. Секако да. И им стоите на располагање? Да, еве ние во последните неколку дена на нашиот феминистички блок Медуза добивме многу исто така стори од девојки, жени кои што биле жртви на сексуално насилство. Значи не само за случаите на јавна соба, но жени кои што биле сексуално злоставувани од луѓе од позиција на моќ, мажи, од семени пријатели, така натаму, меѓутоа немаат храброст да ги пријават случаите. И тоа што го кажа Ирена, ние никогаш не одиме во таа насока да ги потурнуваме да пријават. Меѓутоа на некој друг начин да ги охрабриме дека сепак ние сме тука за нив, дека ние ќе им ја дадеме нашата правна помош, ќе им ја дадеме и социјалната поддршка. И морам да кажам дека она што го правиме повеќе од година преку таа женска солидарна мрежа, кога станува збор за родово базираниот говор на омраза, мислам дека многу жени и девојки охрабри да истапат и да кажат својата сторија и да пријават. Знаењето дека околу вас има луѓе кои што се свесни дека тоа што се случува е кривично дело, дека тоа што се случува е страшно и дека ви стојат на располагање да ви помогнат е голема работа. Има разлики во етничките групи и во односот на девојките и жените, да речеме кај македонците, кај албанците? Има разлики. Секогаш се внимавам на овие теми. Да, има разлики, да. поголем процент на непријавување има помеѓу девојките од албанската заедница. Што не значи дека таму го нема тоа. Апсолутно не значи дека го нема. Во истражувањето последно кое што го работевме баш на ниво на Тетово, најголем број од жените од албанската етничка заедница сметаат дека единствен круг на поддршка и помош е само семејството. За сексуално насилство во семејството не се зборува, така што остануваат и без тој круг. Да. Добро, веројатно ќе треба се работи таргетирано со одредени групи делови од заедницата. Ненајавено сакам да ве прашам за реакција за изборот на Насер Зибери за омбудсман. Гледате работа и за него во овој случај, да речем? Секако. Зашто да не?
Омбудсманот, значи до сега не можам да зборувам за новиот омбудсман, беше некако глув и слеп кога стануваше збор за таквите видови на повреди на човекови права и за ЛГБТ заедницата и за повреди на правата на жената. И јас се надевам дека новиот омбудсман малце повеќе ќе води сметка за тој, секако дека е тоа работа на народниот правобранител да следи што ќе се случува, бидејќи тој треба да постапува кога станува збор за пропусти на институциите. Не мора да постои представка, тој може и по службена должност да покрене една таква постапка од информации добиени од јавноста. Убедени сте дека може да покаже интегритет во однос на челниците што водат институција се припадници на партијата чиј што кандидат за премиер беше во изборната кампања? Навистина, со оглед на нашите искуства, тоа е тешко дека ќе се случи. За жал, да, нема многу простор за оптимизам, ама не смееме да престанеме да имаме очекувања од таа институција, особено преку мониторинг на работата на полицијата, која што е важна и често посочувана во овој случај, но тука би ја додала и постојната анкетна комисија во рамки на собранието. Мислам дека е време токму таа комисија да направи јавна расправа за случајот јавна соба, токму со фокус на мониторингот на работата на институциите пред се обвинителството и Министерството за внатрешни работи. Омбудсманот доби засилени ингеренции во тој дел, требаше да се формира едно тело, но тоа Омбудсман плюс не профункционира тоа тело поради волунтаристичкиот однос на претходниот народен правобранител. Тоа дека вие треба да работиме за погрешно него. го читате законот. Имате ли намера да му пристапите на новиот омбудсман со барање тоа тело да заживее на начин на кој што треба? Апсолутно, ние сметаме на соработката на народниот правобранител секогаш, ние никогаш нема се откажеме од тоа да пристапуваме и да бараме соработка. Народниот правобранител е многу важна институција. И се надевам јас дека новиот правобранител ќе покаже и слух, и вид, и дека ќе не, се уште не. Не сме се виделе на средба? Не. Мислам дека е рано, но ете сега ќе имаме и нова комисија за спречување и заштита од дискриминација, каде што има веќе од 4 членови кои што се доаѓаат од граѓанскиот сектор, чи независни членови. Опозицијата се обиде да дискредитира дел од тие членови по партиска основа. Весна Бендевска, да речеме. Значи, јас зборувам за луѓето кои што доаѓаат од граѓанскиот сектор. Не можам да ги коментирам луѓето кои што се поддржани од партија. Ние никогаш не сме, да речем, поборници на тоа. Вие знаете, јас дадов изјава и за изборот на новиот народен правобранител. Секогаш ќе се поставува како прашање непристрасноста на луѓето кои што доаѓаат поради тоа што партијата им ја дала својата поддршка. И тоа е нормално. Но ние никогаш нема да се откажеме од тоа да се обидуваме да соработуваме со институциите. Добро, уште еднаш протестот е в среда од 14:30 во работно време пред МВР. Протестниот марш ќе треба да заврши пред јавното обвинителство. Претпоставам дека сите кои што сметаат дека треба да бидат таму и ќе можат се поканети да го направат тоа. Благодарам што вечерва бевте дел од 360 степени. Се надам ќе придонесеме барем малку во оваа јавна дебата која што е отворена овие денови околу тоа кој постапува, како постапува, дали постапува и така натаму. Благодарам. По паузата за реклами е саботажата. Зимскиот медиумски трансфер период донесе огромно изненадување откако аналитичкиот џомба, како што самиот се нарекува, реши да стане според таа споредба новинарски гуштер. Вие ја гледате емисијата Неделен брифинг со Сотир Костов, тоа сум јас. Тоа е емисија која прави разлика. Разликата, разбирливо, е веднаш видлива и искреноста е нешто што најмалку може да се очекува во настапите на лицата, кои решаваат да го освојат срцето и умот на публиката. Почитувани гледачи, јас имам 64 години, ви тврдам
ниту сме поставиле прашања, ниту сме договориле прашања, ќе одиме со еден спонтан разговор. Господинот Мицовски ви тврдам не знае што ќе го прашуваме, ниту пак тоа сме го договориле. Дури и Саглам неотворено интервјуто го доживува својот климакс, благодарејќи неизненадувачки брзите потези кои се надвор од теоријата. Фигурите не само што не се наголемо размрдани, туку според подготвената варијанта, веднаш е прогласена победа. Вие брзопотезно, во изразено со јазикот на шахот и шаховската стратегија направите шахмат потек на власта. Жаргонскиот речник ја презема доминацијата, па талентираниот новинар, по ова жешко прашање, си дозволува уште едно, во сличен стил. Направивте една мини турнеја и за истата ќе се изразам сега со јазикот на тенисот. Гем, сет и меч. Одговорите се на нивото на избалансираниот и професионален приод, па не отсуствува активната партиципација на традиционален начин, во форма на дебата меѓу Сердарот и војводата, при која особено се акцентира ваквиот пристап како важен за развојот на демократијата. Доколку не, би рекол, еве, можеби и вашиот медиум има окумината како овој медиум, јавности оние елементарни информации нема да ги доби. Тоа чувство за одговорност кон јавноста е на исклучително високо ниво и секогаш не идува на изрази на почит од представниците на медиумите. Па добро, вие сте културен образован политичар, да не забораваме професор, академски професор, и вие редно е вака да одговорите коректно. Браво, господин. Се разбира, во рамките на тие професионални стандарди, кои според водителот треба да бидат пример за независност и објективност, мора да се почитуваат нормите кои налагаат да бидат отворени сите теми кои се од интерес на публиката, дури и оние најтешките. Не можам, а да не ви го поставам прашањето, мислам нема да ми биде чиста совеста, да ве прашам, сепак е позитивно. Ќе ги собереме ли сите зрнца во амбарот за голема победа на локалните избори? Ова е само едно од низата навестени недоговорени прашања кои според ветувањето беа поставени, а чиј одговор е сосем очекуван, но е предизив за сите кои стојат на патот на конечната медиумска и слобода во секоја смисла. И само со вакви емисии, нормално и со политичко делување, користејќи ги сите демократски алатки, да можеме на граѓаните да им кажеме дека има по една друга песна Stairs to Heaven, така да ќе одиме и по тоа дека може да дојдат и подобри времења, а да не отидеме во пековот. И на крајот, пред адската катаклизма. После оваа вивисекција, да бидам искрен, и правење една компаративна анализа, јас само можам да ви честитам. Дебитантскиот настав заслужува внимание и сите ситни грешки може да се коригираат, но останува единствената хипотетичка дилема. Какво ли ќе беше интервјуто, ако беше однапред договорено? Браво, господин. Толку за вечерва. Благодарам што бевте со 360 степени. Ве поканувам да ги погледнете вестите на македонски јазик, а ние повторно се гледаме в понеделник од 22. Пријатно.